Деканке, што им велите на идните студенти? Кои се предностите од изучување на македонскиот и иностранските јазици? Каква е перспективата? Дали може да се надеваат на вработување по завршувањето на студиите? Ние се трудиме како факултет веднаш да воспоставиме врски и со приватниот сектор секако и со државните институции, бидејќи тие прво нам ни се обраќаат за вработување и еве сега во последно време дури како апсолвенти наоѓаат свое место во училиштата, дали ќе бидат на замена или ќе бидат во подготовка за нивно вработување или стажирање, значи се обидуваме на тој начин да им помогнеме да си го најдат своето место. Бидејќи во Штип и околината знаете дека имаме многу приватни фирми кои што соработуваат со странство и тие бараат најмногу преведувачи. И овде интересот е голем, но во последно време дури, како да кажам, не можеме да најдеме невработено лице. Сега тоа не знам дали се должи на презаситеноста, премалата заситеност од претходните години на филолози во Штип и регионот или пак на иселувањата. Значи, дојдовме во ситуација да бараат германист завршен за вработување, стално вработување со солидна плата за нашите простори, да не можеме да одговориме на тоа прашање, бидејќи сите се или веќе вработени додека студираат, или се заминати во странство и не се присутни овде. Така да ние се трудиме да тие врски со приватниот сектор и со државните институции да бидеме ние како посредници, за да можеме да им помогнеме на студентите да го најдат своето место, бидејќи тие освен наставници може да бидат и преведувачи, толкувачи, може да бидат лектори во различни телевизии, списанија, весници. Значи палетата за вработување е поширока за разлика во минатото, сега имаме поотворени врати и се обидуваме на секој начин да, бидејќи јас секогаш велам, ние сме едно филолошко семејство кое што се грижи еден за друг. И ние за студентите, а се надевам дека и студентите за нас се грижат, со тоа што ни возвраќаат со добри успеси. Во Струмичко последниве години се забележува недостаток на македонисти. Каква е ситуацијата еве во Штип и регионот? Па мислам дека е слична ситуацијата, дека еве веќе и апсолвентите ги повикуваат во училиштата да работат, дали на замена или кога ќе имаат некоја прилика, и тоа ме радува до некаде, бидејќи еве имавме едно стагнирање на запишувањето на студенти кои што ќе студираат македонистика. Сега бројот се зголемува, евидентно се зголемува, дали врз основа на партиципациите доделени или врз основа на барањата. Меѓутоа, се надевам дека и понатаму ќе продолжи ова зголемување на бројките, бидејќи таа катедра ни е од национално значење. Значи, ако ние не си го доволно познаваме мајчиниот јазик, не можеме да бараме да го познаваме повеќе странскиот јазик. Значи, тоа е нашата основа, нашата база од која што поаѓаме понатаму. Еве и законот за високо образование неодамна нели се промени и се бара во секоја институција да има вработено лектор по македонски јазик, бидејќи значењето е огромно. Секој текст што ќе излезе треба да биде лекториран, а тоа го прави овластен лектор по македонски јазик. Значи не може да биде било кој филолог, туку токму македонски. И мислам дека на тој начин ќе ја подигнеме и свеста кај сите граѓани за почитување и за изучување на македонскиот јазик, бидејќи познавајќи го својот јазик, мислам дека ќе можеме да се спознаеме и ние како народ и нација и нема да дозволиме нели да имаме такви удари од соседите какви што имавме во последно време.